Премиерот Никола Груевски денеска го посети село Нерези, општина Карпош, каде на средба со жителите и општинските власти се запозна со тековните и идните инфраструктурни и комунални проекти. При посетата во Средно Нерези беше пуштена во употреба и хидрофорската станица. Премиерот посочи дека овој проект е реализиран со заеднички напор на повеќе институции и со него се надминува проблемот со водоснабдувањето. Проектот е завршен и како што гледате, голем број на луѓе се собра да го изразат своето задоволство и честитки до оние кои што го направија, до градоначалникот на Скопје, на Карпош, директорот на Водовод и сите други кои што учествуваа во изработката на сето ова. Премиерот изврши увид и на улицата Козле со краците 3, 5, 8 и 10, која се обновува и проширува, при што посочи дека со завршувањето на патот и со пуштањето во употреба на хидрофорската станица се решава најгорливиот проблем на Нерези. Следен проект кој што треба да биде реализиран во Нерези е инвестирање во училиште. Баш разговарав сега со градоначалникот на Карпош за овој дел уште што би недостасувало. Ми кажа дека во иднина треба да се направат одредени не многу големи инвестиции во училиштето во Нерези и со тоа клучните работи поврзани со овој дел на некој начин би биле покриени, завршени. На средбите со жителите на Нерези, премиерот, како што рече, слушнал многу различни идеи, проблеми, поплаки, критики и пофалби, кои што биле одлична можност одблизу да се запознае со проблемите со кои што се соочуваат секојдневно. Јас секогаш сум кажувал дека не можеме да ги решиме сите проблеми, но можеме да решиме многу од проблемите и тоа и го правиме. И кога били изборите, никогаш не сме давале ветување дека сите проблеми ќе ги решиме на луѓето, затоа што тој што дава такво ветување, всушност ги лажи неговите гласачи. Но сме ветиле дека ќе решиме многу повеќе проблеми отколку нашите политички конкуренти, нашите опоненти во политичкиот живот и мислам дека засега тоа прилично успешно го правиме, што потврдува и она што го имавме на сите изминати избори, една силна поддршка од граѓаните за оваа коалиција и за луѓето што денеска се присутни тука на терен со граѓаните, кое што е нешто што го правиме многу често и со особено задоволство. Премиерот посочи дека со директните средби со граѓаните проблемите се решаваат полесно, особено кога на терен се министри, градоначалници и директори на јавни претпријатија.